Некогаш само една буква знае да смени се. Да. Мислам, добро, ја не сум Маре, туку сум Жаре. Но, еве зашто правам муавет. Значи, треба да внимавате, пример, кога си пишувате пораки, нели, овие ауто, коректи, сите тие работи. Например, како да ја кажам, мене ми се случи еднаш да напишам после многу убав ден со девојка ми, срце, многу убаво си поминав денеска, многу те сакам, но не напишав тоа, напишав многу те какам. Сега. Има случаи, сум слушал, кај што дечкото не се вика Златко и на вистина не е паметно да му пишете наместо те сакам Злато, те сакам Златко. Значи, не е тоа. Тој не се вика Златко. И 300 други работи. Размислувајќи за оваа ситуација, решиме да видиме што ќе се случи ако промашиме една буква во познатите македонски филмови. Значи, ова е сегментот македонски филмови со плюс-минус една буква. Например. Да. Еве зашто зборуваме. Благодарам за джинглот во живо. Изворено. Со плюс-минус. Сенки. Го знаеме сите. Филмот, убав филм, супер филм, Милчо Манчевски. Епа Сенки, ако му промениме една буква, може лесно да стане Шенки. Значи, многу лесно. Или, познатиот Викенд на мртовци, ако му смениме една буква, ќе стане Викенд над мртовци. Да. Познатиот артист да Викенд. Или филмот, ова не е американски филм. Може лесно да стане, ова не е американски филм. Значи, очигледно дека не е американски филм. Големата вода. Големата вода. Зошто да не е големата мода? Големата мода. Панкот не е мртов. Добар филм. Панкот не е мртов. Па извади едно Т и станува Панко не е мртов. Да. Панко Брашнаров. И за крај, имаме еден многу добар филм, тоа е впрочем можеби најубавиот цртан филм во историјата. Добро, не е македонски, знаеме, но не можевме ова да не го направиме. Значи, кој не се сеќава на Кралот Лав, изворено ремек дело, па додади му една буква и станува Кралот Влав.